Почитуван колега, драго ми е што министерот беше многу почесен во неговиот одговор и кажа и ве демонтираше дека најверојатно ќе следи 5 и 6 пакет на антикризни мерки. Верувајте дека ние овдека мора да бидеме честни пред граѓаните, да кажеме и да си признаеме дека ако во нешто сме полоши од менаџирањето на здравствената криза, тоа е економската криза. И предпоставувам дека се служевте со терминологија која што за голем дел од колегите тука не е блиска, но со намера за граѓаните да не ја разберат суштината на говорот, а и вие да сокриете дел од неуспехот или она што не може да го испорача овој ребаланс. Кажете ми како да зборуваме и да увериме некој дека имаме оптимистичко сценарио кога имаме ваков рекорден дефицит од 920 милиони евра, кој што, например, споредбена само со јавниот долг за 10 години, кој што изнесуваше само 15%, ние за една година имаме 10%. Во истите тие 10 години ние имавме две сериозни светски и европски должнички кризи. Како да кажеме дека сме оптимисти на младите, дека нешто ќе се подобри, кога во ребалансот имаме суштинско кратење во делот за младите? Овој ребаланс беше можност да коригираме нешто што претходно беше испуштено. Тоа е да овозможиме на секое дете, на секој наш граѓанин да има компјутер и да може да се едуцира, да ги помогнеме наставниот кадар. Овој ребаланс не носи оптимизам, не носи надеж, потребно е тука храбра одлука и честност. И тоа треба да го кажеме, не да излегуваме на говорница и да се служиме со терминологија за да ја сокриеме реалноста. Ви благодарам.